Нападот беше извршен на 3 октомври 1995 година во 9:50 часот, кога Глегоров со службено возило се движеше од неговата резиденција на работното место во Собранието на Република Македонија. Поранешниот претседател го преживеа атентатот со тешки повреди на главата, додека на самото место загина неговиот возач Александар Спировски, а беше повреден и телохранителот Илчо Теовски. Подоцна на повредите им подлегна и Ристо Хаджиманов, кој бил случаен минувач. Во текот на истрагата биле претресени повеќе од 30.000 возила, а прегледани околу 15.000 објекти. Легитимирани биле повеќе од 188.000 лица, од кои 19.000 биле претресени. Министерството за внатрешни работи извршило и повеќе информативни разговори со луѓе за кои се сметало дека се можни сторители на атентатот, но сите тие биле пуштени по испрашувањата. Објавен бил и фоторобот на еден од осомничените, но сето тоа не покажало резултат. Медиумите на широко информираа за останувањето на истрагата. Во јавноста кружеа приказни за наводна поврзаност на бугарски, српски или чешки врски, но сето тоа остана во рамките на шпекулации и недокажаност. За обидот за атентат, Глигоров напише и автобиографска книга "Атентат, ден потоа", која ја промовираше во 2002 година. Киро Глигоров почина на 1 јануари 2012 година на 94 години. Но до ден денес останува мистерија кој и зашто го извршил нападот врз македонскиот претседател и истрагата е се уште отворена.